Поголема соработка на бизнис секторот со научните и образовни установи, младите предприемачи да имаат менторство за својот бизнис, развој на специјализирани градежни дејности, огласување преку медиуми, се само дел од препораките за поголем економски развој на Пелагонискиот регион, во рамки на проектот Паметен развој на Пелагонискиот плански регион со цел стекнување на еднакви можности за граѓаните и бизнисите кои што ја градат македонската економија. Кога зборуваме за обработка на суровини, еве за пример ако го земеме Прилеп, гледаме дека многу ретко имаме финални продукти. Многу често се оди на било какво производство, дали на мермер, дали земјоделско и слично и само негово извезување. Една од работите кон кои што треба да се стремиме е развој на бизниси. Голем дел од младите кои што моментално се иселени од Пелагонија одговориле дека би се вратиле назад да работат доколку се подобри квалитетот на живот. Платите се помалку се проблем, бидејќи се отвараат пазарите и може добри плати да се имаат и овде. Младите бараат повеќе културни настани, поголема понуда за забава и за рекреација, бараат спортски настани, бараат подобри јавни услуги и секако подобрено здравство и образование. Според експертите треба да се работи на зелена и дигитална трансформација. Големиот потенцијал кој што го има Пелагонискиот регион во однос на развојот на земјоделството, но не на екстензивен начин, како што досега се работело, туку со примена на најсовремени технологии, иновации, како што се примена на дронови, роботи и така натаму, со што земјоделството би било многу попродуктивно и секако поатрактивно и за помладите генерации. Работодавците се соочуваат со проблеми да најдат работници за своите бизниси. Дел од решението за овој проблем е секако прифаќањето на новите дигитални технологии. Моментално економските разлики помеѓу регионите во Македонија, споредени со Скопскиот регион, се многу големи и во иднина тие треба драстично да се намалат.